Продолжуваат проблемите со издавањето на градежни дозволи во Прилеп. Компанијата Теракота денеска обвини дека на вчерашната седница на Советот безпредметно биле повлечени неколку точки, меѓу кои и таа за изградба на зграда за која што тие веќе 2 години уредно ги поседувале сите дозволи. Вела дека веќе неколку години продолжувал игнорантскиот однос на надлежните во општината кон градежната индустрија во градот, која секојдневно трпела огромни загуби. Иако тоа 2 години го кажуваме дека ќе отпочнеме, ако со банките се договараме за проектни финансирања и правиме планови годишни, огромен притисок имаме и од банките, заради тоа што најавените проекти не сме ги отпочнале, резервирани пари во рамката имаме, знаете што значи тоа, да не го споменувам аспектот. Колкава е разликата на цените во градежниот сектор. Само во карабина фаза зголемувањата се меѓу 70 и 100%. Според оваа градежна компанија, неколку капитални проекти чекале со години на одобрение за градба, што значело загуба на огромни суми на пари и за самата општина и за компаниите. И најголемиот полнач на буџетот на општината, да знаете, оди преку одделението за урбанизам, популарно кажано комуналите кои што ги плаќаат инвеститорите. Соочете се малце со проблемите на реалниот сектор. Вие живеете од реалниот сектор. И вие треба да видите сервис, ама брз сервис. Најбрз што може да постои. Зошто? Заради тоа што во реалниот сектор секој ден е пари. Од оваа компанија, кои што се домаќини на годинешната градска слава Свети Никола, вела дека во знак на револта немало да поканат представници од Советот на општината, откаде пак денеска истакнаа дека за оваа одлука да се тргне донесувањето нова точка од дневен ред немало буквално никаква позадина. Предлогот бил донесен пред самата седница и затоа сите советници одлучиле таа да биде разгледана на наредната, за да имаат време за увид во материјалите. Ако се прифатела оваа точка, ќе се прекршал деловникот.